Никогаш не сме побарале од Венецијанската комисија да го одложи објавувањето на мислењето за законот за употреба на јазиците, вели премиерот Зоран Заев. Прашан дали е точно дека било побарано одлагање на мислењето на комисијата, бидејќи тоа би можело да влијае на изборниот резултат. Тој е дециден дека препораките на комисијата ќе се почитуваат. Венецијанската комисија многу на пластичен и едноставно разбирлив начин ги дава своите аргументи. И таа ги поздравува чекорите кои што се дури и повеќе од европските вредности, ни вели, внимавајте, немате капацитетност и тоа немање на капацитетност може да уништи многу други исто важни, па дури и поважни права, како што е правото на правда. Во такви едни околности, секако, јас реков дека ние ќе постапиме. Пратеникот Антонио Милошовски на социјалните мрежи пак објави документи на кои се гледа дека премиерот кон крајот на минатиот месец преку допис барал од Венецијанската комисија да ги преправи своите заклучоци по однос на неприменливоста на законот во делот на судството. Заев ја лаже Венецијанската комисија дека законот за јазици бил дел од европската регулатива, а ниту во предлог законот, ниту во материјалите немаше наведено никаков извор на правото на Европската унија со кој треба да се усогласи македонското законодавство. Контроверзниот закон за употреба на јазиците за кој Венецијанската комисија имаше низа сериозни забелешки околу неговата применливост, ги подели коалициските партнери. Додека од СДСМ ветуваа дека ќе се имплементираат препораките на комисијата. Од ДУИ им порачаа дека измени на законот ќе нема, оти за тоа немало расположение кај албанските пратеници.